Лидија Сантијаго, остварување. Лидија Сантијаго е родена во 1954 година, за време на генерацијата бејби бумери. Во тоа време, инженерството се уште се сметало за ничија земја. Професија доминирана речиси целосно од мажи. Малку жени го избрале овој пат, а уште помалку биле охрабрени да го следат. Но уште од млада возраст, Лидија ќе покаже дека е подготвена да ги предизвика очекувањата. Лидија пораснала обкружена со светот на производството. Нејзините родители поседувале компании, а уште од 8-годишна возраст, таа поминувала време во фабрики и работни средини, наблюдувајќи како се создаваат производите. Гледањето на машините, работниците и процесите ја фасцинирало и разбудило рана љубопитност за тоа како функционираат работите. Кога роднините ја прашувале Лидија што сака да биде кога ќе порасне, нејзиниот одговор секогаш бил брз и самоуверен. Таа не се двоумела и не го менувала мислењето. Секогаш го кажувала истото. Сака да стане инженерка. Еден од братучедите на Лидија студирал хемиско инженерство на Универзитетот Технико. Тој поминувал време со неа, си играл со неа и споделувал приказни за своите студии. Лидија многу го восхитувала, а оваа врска и помогнала дополнително да го зацврсти нејзиниот растечки интерес за инженерството. Следејќи го својот сон, Лидија се запишала на Универзитетот Технико за да студира хемиско инженерство. Во тоа време, прехранбеното инженерство се уште не постоело како универзитетска студиска програма. И покрај тоа, нејзините рани искуства, поврзани со прехранбената индустрија, продолжиле да влијаат врз нејзините интереси. Години подоцна, во 1989 година, Лидија завршила магистерски студии по прехранбено инженерство. Со текот на времето, нејзината работа поврзала многу различни области на инженерството. Поради тоа, таа се опишува себе си како трансверзален инженер, односно некој што се движи низ дисциплини како електрохемиско, електротехничко, агрономско и шумарско инженерство. Предавањето стана еден од најважните делови од кариерата на Лидија. Таа помина 43 години предавајќи на Универзитетот Иселг, помагајќи им на генерации студенти да ги развијат своите вештини и страст за инженерство. Дури и по пензионирањето од наставата, Лидија продолжила да придонесува за инженерската заедница. Таа волонтира во Комората на инженери, каде што ја извршува функцијата подпредседателка на Собранието на Јужниот регион. Во текот на својата кариера, Лидија понекогаш се чувствувала исклучена. Тоа не било затоа што и недостасувале вештини или знаење, туку едноставно затоа што била жена во област доминирана од мажи. И покрај овие предизвици, таа продолжила да ја докажува својата вредност преку решителност и самодоверба. Усогласувањето на инженерството и мајчинството никогаш не било лесно. Лидија се сеќава на долги денови што започнувале во 5 часот наутро и завршувале доцна навечер. Без поддршката од нејзините родители и свекорот и свекрвата, справувањето и со семејниот живот и со барачката кариера би било речиси невозможно. Лидија верува дека жените носат важни предности во инженерството. Таа ги гледа жените инженери како креативни, решителни и храбри поединци, кои се борат за своите идеи и одат напред и покрај пречките. Според Лидија, добриот инженер мора да биде активен, динамичен и способен да наоѓа решенија. Комуникацијата, прилагодливоста и преговарачките вештини се исто така неопходни кога се работи во различни области и нивоа на одговорност. Лидија исто така верува дека образованието мора да започне од темелите. Подобрувањето на вештините за читање и зајакнувањето на математичкото образование се основни чекори за инспирирање на идните инженери. Низ целиот свој живот, Лидија Сантијаго го следеше духот што го научи од своето семејство. Верувањето дека идеите мора да се претворат во акција. Нејзиното патување покажува дека решителноста, знаењето и храброста можат да отворат нови патеки за идните генерации.